Страшна вест ја потреса јавноста. Дерек Чоувин, поранешниот полицаец во Минеаполис, односно обвинетиот за убиство од втор степен за смртта на Џорџ Флојд, е ослободен од притвор со кауција од $1 милион. Чоувин на 44 години беше апсен на 31 мај и првично беше задржан во затворот во округот Хенепин, пред да биде преместен во државниот затвор. Тој заработи казна убиство со притискање на коленото на вратот на Флојд подолг период. Видеото кое што одекна на социјалните мрежи предизвика протести ширум светот. Американскиот председател Доналд Трамп се врати на работа во својот кабинет. Тој пред помалку од една недела имаше позитивен тест за коронавирусот. Председателот нема симптоми на COVID-19 повеќе од 24 часа и нема треска повеќе од 4 дена, изјави неговиот лекар. Во новата видеопорака Трамп кажа дека сите американци би требало да имаат пристап до лековите и третманите што тој ги добил и вети дека лекот на компанијата Регенерон ќе биде бесплатен. Оваа терапија се уште не е одобрена од федералните регулатори и Трамп е еден од ретките луѓе кои што е примил надвор од клиничките тестирања. Експерименталниот коктел на антитела што ми беше даден минатата недела е повеќе од лек отколку терапевска мерка. Стотици илјадници дози веќе се подготвени. Ова беше неочекуван благослов. Го фати вирусот, слушнав за тој лек и им реков да ми го дадат. Беше неверојатен, рече Трамп. Чешка пријави 5335 нови случаи на коронавирусот во средата, што е најголем дневен раст на заразени од почетокот на пандемијата, додека Бугарија пријави 437 ново заразени и се справува со растечкиот број зарази, како и Германија, која што од почетокот на пандемијата во март немаше толку голем број заразени на дневно ниво. Во Чешка растот на заразените го надмина претходниот рекорд од 4457 случаи пријавени во вторникот, додека оваа земја со 10,7 милиони жители се бори со најголемите бројки на дневни случаи откако започна пандемијата. До сега вкупно се забележени 95.360 случаи на заразата и 829 смртни исходи.